ден и Божи благослов. Навистина ми е мило што може да бидам тука ова неделно утро, да бидеме заедно, да се радуваме во нашиот Господ и секако да помогнам во она што вие сте, а тоа е во серија на Ефесијаните. Значи сега се наоѓаме во втората глава, вториот дел ќе биде од 11 до 22 стих. Само кратко повторување. Значи идејата е дека она што го видиме во првата глава, во втората глава, првиот дел, нели? Тоа е дека Павле нагласува многу јасно дека е по благодат. Тука сме, веруваме, можеме да веруваме затоа што е се по благодат од Господ. Една од големи работи е дека нели кога го пишува ова Павле, црквата е уште во првиот век и се соочува со нешто што е условно да кажеме реален проблем. Што е тоа? Затоа што имаме христијани, првите христијани биле со еврејско потекло. За оние кои не знаат, Исус бил од евреите, значи евреин. Значи ги следил сите оние работи како што пишува во законот. Зошто? Па затоа што од Исус кој е Бог, кој го вдахнови нели самото пишување на зборот, тој е авторот на зборот. И Јован ќе ни каже во почетокот дојдеше зборот и така натаму. Значи сето тоа ни е јасно. И сега Исус нормално ги исполнува тие работи. Живеме ги евреите. Ама со текот на времето, службата, например, на апостолот Павле, а предходно и Петар, нели, отиде кај, беше повикан, ствари, да отиде кај римскиот стотник и, нели, во куќата на Корнили и така натаму и гледа дека дарот Божи се излева и врз незнабожците или паганите или оние кои не се од евреите. И сега во црквата најнаш имаме луѓе кои се со еврејско потекло, кои нормално што прават и како го живеат животот, па јадат оваква или онаква храна, ги прават овие и оние работи, сега доаѓаат од незнаборците или од паганите или од другите народи, како сакате, сега тие ги немат тие работи. И што ги прават? Затоа е Дела апостолски 15 глава, многу важен текст за целиот тој контекст, затоа што сега треба да направиме, затоа што црквите внатре веќе викаат чекај, ние сме тука, ама вие не правите како ние што правиме. И како што можеби сте забележале или сте слушнале од историјата на црквата, низ вековите црквата го има тој проблем. Затоа што луѓето ќе се најдат, ама ние правиме вака, вие не правите така. И тоа е еден од најголемите проблеми за црквата. Наместо да кажеме по благодат сме тука и една работа која што Господ мене ми помогна да ги разберам сите тие работи е Спасителот е Исус, не традицијата во која се наоѓаш. Затоа што секоја традиција со себе има своји работи. Историскиот развој, моменталните состојби и така натаму. Тоа не спасува. Спасува Исус. По благодат е се. Дали ќе бидеш во ова група или во она група, тоа е помалку важна работа. И тоа е токму една работа што сака да ја каже Павле тука во втората глава, во 11 до 22 стих, нормално конкретно за црквата во Ефес, но бидејќи она што го читаме е текстот за црквата, општо не само за локалната црква во Ефес, нели? Тогаш ние учиме од тоа, односно првата црква, понатаму црквата низ вековите и ние денеска. Па да го прочитаме текстот. Затоа помнете дека вие, некогашните незнабожци по тело, наречени необрезани од оние што себе си се нарекуваат обрезани, со обрезание извршено на телото со рака, во она време бевте без Христос, одстранети од Израелевото општество, туги на заветите на ветувањето, без никаква надеж и безбожни во светот. Но сега, во Христос Исус, вие кои некогаш бевте далеку, станавте блиски преку Христовата крв. Зашто тој е нашиот мир, кој од двата народа направи еден, ја разруши преградата што беше меѓу нив.
Тој со своето тело го уништи непријателството, а законот на заповедите и одредбите го обесили, за да создаде во себе од двата народа еден нов човек, воспоставувајќи мир. Та во едно тело да ги помири обата со Бога преку крстот, откако на него го уништи непријателството. Тој дојде да ви благовести мир на сите вас, и далечни, и блиски, зашто преку него и едните и другите имаме пристап кај Отецот во едниот дух. И така, вие веќе не сте туги и придојдени, туку сте им сожители на светиите и членови на Божјото семејство, зашто се утврдивте на темелите поставени од апостолите и пророците, имајќи го како аголен камен самиот Исус Христос, врз кого целата зграда, складно составена, прераснува во свет храм во Господа, во кого и вие, изградувајќи се, станувате живеалиште на Бога во Духот. Амин. Значи, Павле почна со тоа затоа, значи го поврзува текстот со на претходно кажано, а тоа е дека се е по благодат. По благодат сме спасени. Не од дела никој не може да се фали. Значи не може да кажеш, ама јас го направив ова, не знам, принесол жртви, јадам оваква храна, па се јас сум спасен. Не, вика, по благодат е, затоа што се ни е дадено и обезбедено од самиот Бог. И конечно, кажува дека сме Божја творба и всушност понатаму ќе ја искористи таа слика, нели, и во овој текст, што го прочитавме. Некогаш незнабожци. Идејата е дека тие, како што вика тука, необрезани, за евреите, посебно за мажите, жените имале друг начин како ги одбележуваат тие работи да бидат одделни од другите народи. За евреите бил посебен знак да му припаѓаш на народот, односно дека го имаш заветот на Бог со потврда на тоа обрезание. Например, можеби ќе се присетите во Стариот Завет дека има еден момент кога Мојсей има еден интересен текст, онака малце чуден, вика Бог сакаше да го убие Мојсей. И што се случи, жената отиде до синот, го обреза синот и го допре Мојсей и всушност така се реши работата. Всушност, со она што било како дел од народот, Мојсей од каде порасна меѓу египјаните. Он не беше дел од народот. Он подоцна, нели, Бог го повика, вика ти си евреј, нама те пораснале другите. Сега мора да научиш како да живееш, да бидеш дел од народот. И конечно да спомнеме за тој закон на што го читаме и така натаму. Самиот закон по себе не е лош. Законот им беше даден на евреите затоа што им беше потребен. Народот излегува од Египет, излегува од земјата на робството и оди во ветената земја. А како ќе живеат во ветената земја? Па им треба некаква рамка врз основа на која ќе знаат дека тоа се тие. Конечно, не е тоа само онака, ајде, му било досадно на Бог, па вика, ајде ги малтретирам овие луѓе со закони. Не, туку се е направено дека треба да постои ред во општеството. Еден од најголемите проблеми, например, што читаме во книгата, нели, на Суди, дека таму, вика, кога немало цар, затоа што идејата е сака да кажа дека им треба цар, вика, кога немало цар во Израел, секој правил што ќе му текнало. И тоа е големиот проблем. А за да не правиш како што ќе ти текне, постои ред. Затоа, например, во црквата во Коринќаните, каде што имало повторно одреден неред, Павле вика, Бог е Бог на редот. Затоа бил законот даден, не затоа дека требало да бидат луѓето малтретирани со овакви жртви, онакви жртви таму, туку имало ред во сето тоа. Кога немало ред, например, ке ни текне за прва Самуилова, нели, доаѓаат синовите на како? Илија, фала. Ми избега името. Сега Самуил, ама Самуил беше малиот. На Илија и правиле како што сакале. И Бог ги уништи. Затоа што не може да правиш како што сакаш. Бог е Бог на редот. Значи, имаме евреи во Ефес,
и тие се во црквата, ама тие се обрезаните. Тие викат, ама ние ги имаме ветувањата. Ние сме од народот Божи. А доаѓаат незнабожците викат, па добро, и ние го сакаме Исус, и ние би сакале да имаме тие благослови што вие ги имате. Што да правиме? И затоа Павле вика, она што евреите го викат, ние сме обрезани, ние ги имаме ветувањата, вика Павле, тоа го имат сега и незнабожците. Како? Па по Христос. Во Христос. Затоа тој израз во Христос е многу важен за Павле, не само тука во Веселите, во неговите посланија, затоа што целата работа за нас ни е објавена во Христос. За нас, за незнабожците. И тие се, двата народа и имат тој проблем. И постои постојано таа работа. Чекај, што вие правите, како вие правите, абе ние сме од народот. И сега Павле им објаснува, луѓе, ние сме еден народ во Христос, еден народ во Бог. За Бог ние сме едно, затоа што Бог така не создал. Тоа е проблем и за едните и за другите да го разберат. Затоа што евреите не може да се ослободат од тој момент дека тие ги имат ветувањата, тие ги имат празниците, тие ги имат фестивалите што треба да ги прават. Жртвите не може да ги прават затоа што го нема храмот. Во тоа време уште можеби и бил храмот. А сега во Христос се исполнува сето тоа. Но ќе дојдеме и до тој стих таму каде што вика Павле дека го обесили законот и така натаму. Значи обрезанието има позитивна конотација за самите евреи. Не е тоа нешто лошо и погрешно и така натаму. Затоа со тоа е знак дека му припаѓаат на Божиот народ, на ветувањата, на сето она што Бог го има за нив. Но незнабожците исто така му припаѓаат на Бог и ги имат ветувањата како? По Христос. Значи, тој нагласок што Павле го вика, вие кои некогаш бевте и далеку, затоа што пазете, и незнабожците, другите народи, си правеле некои своји работи и тие нешто верувале. Ама таа вера, тоа ви исто како денеска која се проповеда, односно која се кажува, љубов е љубов. Значи, овие се сака, тоа не е сака, не е битно, љубов е љубов, како ќе зборуваш против тоа? Така и таму луѓето имале своји начини како да кажат, ама слушај, ние сите се веруваме, што сад ти веќе кажат, ама не може вака, може овака. Единствено, ако сакаш да знаеш дека си спасен, спасен си во Христос. Нема друг начин за незнабожецот може да бидат дел од било каква традиција, религија, не знам што, а единствено спасение е по Христос. Затоа Павле вика, вие што некогаш бевте далеку, сега станате блиско. Но како? Во Христос. Не затоа што може би се разбудите едно сабаре и викате, абе нешто таму имало овие од евреите, па да им се приклучиме и така натаму, па нешто ќе правиме, не затоа што може би ви текнула, абе имало некој Бог нешто. Не, туку затоа што тоа ви беше дадено како објава. И тоа е централната тема која Павле ја кажува дека евреите и останатите елините, незнабожците, земете го изразот кој ви одговара, во Христос го наоѓаме своето заедништво и може да продолжиме понатаму. Затоа што само во Христос го имаме она што ни е потребно. Многу е важно тоа да се разбере, затоа што, например, во Исаја 57:19 вика, јас ке го исполнам словото мир, мир надалечен и мир наближен, вели Господ, и ке го излекувам. Значи, се тоа што го читаме тука, подкрепено е со она што е запишано веќе и што, например, од евреите тоа го знаат. Ама имале друг проблем. Не сакале да го прифатат дека тоа значи дека ќе има и од другите. Она што им беше дадено на евреите, а тоа е дека тие треба да бидат тој народ, одделен за Бог, свет народ, ама со тоа дека другите народи треба, гледајќи ги нив,
за да научат и да прашат и така натаму, да викат што е тоа што вие го имате, а ние би сакале да го имаме. Меѓутоа, евреите, нели, им беше кажано, немој да се соединувате со другите народи, немојте да станувате како другите народи, а евреите цело време низ нивната историја, што го читаме во Стариот Завет, како да бидеме како други народи. Други народи имаат ова, ајде да правиме ова. Други народи имаат, ајде да правиме ова. А они имате и повеќе богови, не е само еден бог, па може и така да правиме. И така натаму, и така натаму. Наместо да се држат до Бог. Наместо да се држат до Бог. И да не ги интересира што го прават другите народи, и да бидат сведоштво за Бог, и да ги покануваат другите народи, затоа што, пазете, не беше забрането да од другите народи ти бидеш богобојазен и да учествуваш во и да станеш дел од ветениот светиот народ, ветениот народ и така натаму. Не беше тоа проблем. Ама евреите тука не успеа. Тука ја промашија целта. Сега, доаѓаат незнабожците, има одредена љубомора. Чекај бе, кои се овие? Како вие ги може да ги имаат истите ветувања што ги имаме ние? Може да го прифатат Бог, може да го живеат животот со Бог, ама не се со нас. И затоа многу важна работа, Павле нагласува дека тој, мислејќи на Исус, е нашиот мир. Исус е нашиот мир. А тоа е, значи, едно од неговите карактеристики. Кој е Бог? Меѓу другото, Бог е Бог на мирот. И затоа е многу интересно кога има луѓе кои се негови следбеници, ама се конфликтни личности. Не зборуваме дека не треба да кажеме. Зборуваме за тоа дека кога зборуваш за да го изградиш другиот, а не да го утепаш у поем другиот. Не е проблем да се каже, прашањето е како ќе се каже. Значи, не е да сме конфликтни личности. Каде да одиме ние, по дефиниција ние треба да бидеме луѓе кои ќе го носат мирот во себе. И така ќе им се представуваат на другите. А не да бидеме луѓе кои ќе создават конфликти. Тогаш не го отсликуваме Бог во својот живот. А поентата е ние да го отсликуваме Бог, нели, да бидеме негова слика тука на земјата. Негови амбасадори, негови пратеници, искористете сликата која ви одговара. И затоа по дефиниција и ние како негови следбеници треба да бидеме луѓе на мирот, затоа што Бог е нашиот мир. И зборува тука дека има одредена преграда. Таа преграда, една слика што може да се земе, нели, во храмот во Ерусалим, се знаело каде кој стои. Значи има дел што е, нели, најсветиот дел, таму влегува големиот свештеник еднаш годишно. После има, нели, светиот дел од храмот, тука служат свештениците секој ден. Па понатаму каде што стојат мажите, па понатаму жените, понатаму каде што стојат они од другите народи. И тоа е надвор од зидот. Значи тоа е една слика секако. И многу важен момент, нели, тука вика дека Исус ја урна таа преграда. А понатаму друг момент што може да го искористиме во овој случај е што се случи во храмот кога Христос воскресна. Она завеса што го делуваше најсветото место од светото место во храмот се расцепа. И всушност покаже дека нема веќе по дефиниција свештеник. Затоа што Христос е нашиот свештеник. Нашиот голем свештеник. Посланието на евреите тоа го разработува онака добро во детали. И тоа е поентата која всушност сака да им го пренесе авторот на посланието до евреите. Немаме потреба повеќе од свештеник, човек. Затоа што човек, свештеник, мора да принесе жртва за себе си прво, за да може да принесе жртва за народот. Затоа што и тој има потреба да му бидат простени гревовите. А Исус нема потреба да му бидат простени гревовите,
тој ги прости гревовите на народот. Сега другата работа која што е тој дзин, што е таа преграда е всушност и нели самата традиција, односно законот, односно она што живеат евреите во тоа наследство. Во која смисла? Нели таму вика дека а законот на заповедите и одредбите го обесили. Јас би го искористил зборот го исполни. Не гледам дека никој не дојде тука ниту со крава, ниту со некаков гулаб, ниту со некако јаре, јагне и така натаму. Зошто не донесете некои тие работи па да ги принесеме тука и така натаму? Па нема, затоа што жртвата е дадена еднаш за секогаш. И Христос е совршената жртва. Може би тоа има многу онака кога кажеме жртва, па крв, па и така натаму, многу лоша слика. Меѓутоа, да го разбереме тоа во контекстот на она што ние го викаме Стариот Завет, и сејот тој систем на жртви. Значи има жртва се паленица, има жртва овака, има жртва онака и така натаму. Има благодарна жртва и така натаму. Значи сето тоа луѓето го правеле, па да не се лажеме. По дефиниција би требало секој ден. Жртвеникот, храмот, работел секој ден. Не било само на шабат, што денеска би кажале сабота. Не било само на тој ден. Секој ден. Затоа што си правил одредени жртви кога биле фестивали, нели, празници и така натаму. Ама жртви за грев. Па ако си бил стварно искрен, може би не секој ден, ама секој месец сигурно си трчал у храмот да принесува жртви за грев. И ој како си ја принел, следен месец пак морал да трчеш да носиш жртва за грев. А ние денеска нема жртва. Затоа што Исус ја плати цената еднаш за секогаш. Не принесу, затоа Исус го исполни закон. Исус е совршениот евреј, односно совршено го исполни законот. Тој е онај пример како всушност евреите, односно народот требаше да биде. Ама затоа што тоа се однесуваше на Божиот народ, затоа што тоа се однесуваше на евреите, беше даден законот, им беше дадено сите тие одредби што требаше да ги прават, но тие не го исполнито, Исус го исполни. И затоа ние, од незнабожците, не мора повеќе да се мислиме дали сме го исполнили ова или дали сме го исполнили она. Дали сме принеле жртва, дали јадеме оваква храна или онаква храна. Тоа е исполнето во Исус. Тоа е благослово што го имаме ние како незнабожци. Меѓутоа, одредбите остануваат во смисла почитувај ги мајката и таткото ти. Нели? Сега може сите 10 да ги наброиме. Например, онај воведниот дел каде преамбулата што Бог вика јасно Бог твој кој те изведе од земјата египетска. И за нас значи само ние не излегоме од Египет физички, ние излегоме од земјата на робството, од гревот. Повторно тој е нашиот Бог. И кога вика тамо, например, немој да имаш други, да представуваш на некакви слики, зошто сушност Бог тоа го вика? Затоа што ниту една слика не може да го отслика Бог, кој е тој. Може само да ослика дел од кој е Бог. Значи, ако, например, да кажеме, некој сака да го представи Бог како гулаб, тоа е само дел од она, нели, да го носи мирот и така натаму, тоа е само дел од она кој е Бог. Затоа сите тие слики што ги имаме, ниту една во својата, во она што сликата представува, не го сликува Бог. И затоа Бог вика, немој да правите никакви ликови за мене и така натаму. Ништо не може да ме отслика, затоа што Бог го создаде сето она кој сме ние, каде што сме и така натаму, се од Бог. Ништо не направиме ние. Ние само она што ни е дадено, сме го преобликувале. Никој не создаде ова дрво
од самиот почеток. Ние само сме земале парче дрво, па сме го исекле, па сме го ишмирглале, во фарбале и го направиме во ова. Ние не сме створители. Тој е оној кој е создател. Тој создава. А ние само ни е дадено да го користиме она што може да го направиме. Затоа изгледа дека ова законот и всушност одредбите е она што вика дека тој дзид на непријателството, затоа што не е веќе тоа проблем дали може да учествувам во ветувањата дадени од Бог или не, затоа што се е исполнето во Исус и се е по благодат. Значи, Божиот народ, евреите, тие се Божи народ, ама и незнабожците, оние кои го прифатиле Христос, и тие се Божи народ. И затоа веќе тука нема никаков проблем, ниту за едните, ниту за другите. Исус во тело го уништи непријателството. Ова е многу интересен израз што Павле го користи. Кога ќе размислиме, како ти или јас замислуваме херои? Или како ни се представени хероите? Дали сме читали во некоја книга, дали сме гледали некој цртан, дали сме гледали некој филм или така натаму, или овие познатите, не знам, херои што прават и така натаму. Која е идејата? Па идејата е дека херојот што и да прави, колку и да го тепа, табе ќе стане на крајата, ќе ги спотепа сите и тоа е победникот. Нема тука. А која слика ни дава Исус? На никој ништо не му прави, целото непријателство е изфрлено врз него и тој умира на крстот. Значи, по дефиниција, за овој свет, херој во ништо не се вклопува. Во ништо. И затоа ова е дефинитивно Божја работа, зашто абе да ги прашаш Спилберг или било кој друг да напише некој сценарио или филм, никој пат нема да му текне овакво нешто. Никој пат. Ни на тебе, ни на мене. Никој нема да му текне овакво нешто. Затоа што ние сакаме да ја видиме нашата победа. Без разлика дали се согласувам или не, ама само чисто да ви кажам, еве споредено во денешното време, нели? И супер е што Трамп работи на овие мировни договори и така натаму. Фала му на Бог дека има некој конечно да работи на тоа, не да вика да ратуваме, па не знам крај, не знам кога ќе имам. Ама што е интересна идејата? Тоа само ви покажува дека е човек. Он сака да види дека ќе прими наградата, Нобелова награда за мир, нели? Па не баш кажала бе јас и да умрам па дека ја примам после 10 години. Не, он сака сега да ја прими. Абе знаете што, и јас би сакал исто и вие би се го сакали истото. Затоа што ние сме луѓе и затоа што ние размислуваме така. Размислуваме од нашата грешна природа. Сега некој каже, ама знаеш, лесно било на Исус затоа што можеше да отиде на крст и така натаму. Па, ајде да разбереме нешто. Самиот физички момент, ако сте имале прилика, најдете го сведоштвото на глумецот Джим Кавиезел, што го глумел Исус во филмот Страдание. Па, таму само ќе ви каже што е тоа што тој самиот го доживеал, глумејки. А се има друг момент. Ајде да кажеме во физичката смисла ќе се издржи, не знам што ова она. Ама објасни ми го ова. Јас кога умирам за мојот грев. Исус умира и врз него е гревот на светот. Значи, од создавањето па додека не биде конечно денот Господов или второто Христово доаѓање. Гревот на светот, значи на сите луѓе што некога живееле и што ќе живеат и што живеат сега, гревот на светот е врз него. И оној момент, она што ние ќе го прочитаме онака во Евангелијата, кога Исус вика Боже мој, зошто се ме оставил и така натаму,
две реченици, чисто онака ги спомнуваме и нема проблем. Пазете го тој момент. Во тој момент се случува нешто за нас неразбирливо и не можеш да го објасниш тоа. Затоа што Бог конечно за нас е повторно таинственост, мистерија, во целост не можеш да го објасниш. Ние имаме доволно објава за Бог, за да знаеме кој е тој дека не сака и дека не спаси. И дека ние всушност треба да живееме согласно она како тој ни повикува. Ама ние никој пат не може да дознаеме се за Бог, барем не тука. И сега во еден момент Исус вика, татко мој, зошто си ме оставил? Не е тоа само онака убава физичка метафора направена, не знам така. Тој е доживува разделбата од таткото. Пазете, ние она што викаме дека е Бог, Светото Тројство, најдаш таткото и синот не се во заедништво. Како е тоа можно? Ајде објасни го, не можеш да го објасниш. Едноставно мораш да го прифатиш. Ама токму во тој момент Исус вика, свршено е. И воскреснува. Платена е казната за тебе, за мене, за гревот е исплатен и затоа повеќе нема жртва. И така Исус го уништи непријателството. Исус го уништи непријателството во себе си. Тој е херојот, вистинскиот херој, затоа што умре, ама и воскресна. Ние ги сметаме хероите кој? Па оние што ке испотепат сите и на крајта се победници, нели? Ако има лузни, мање више, ама битно е дека продолжуваш, нели, со херојското дело. А Исус вика, не, сето непријателство се излеа врз мене. Умирам за да победам. Значи, комплетно една шок приказна и на никој од нас нема да му текне. Ама тоа е затоа што нашиот Бог е всушност оној кој прави работи не по нашето, туку по своето, ама за нас. Затоа што да беше себичен, ке си кажеше, знаете што, дечки, испотепете си вие, кој ме шиша, јас сум си убаво во моето свето тројство заедништво, јас сум си тројдин Бог, ништо не ни попречува нас, ние немаме проблем со гревот, ние немаме проблем со ништо. Бог не е себичен Бог. Тој не сака и ги направи сите овие работи за да нас не врати кај Него. И од двата народа да направи еден. Од двата народа да направи еден. И затоа е голема грешка на црквата со големо Ц, низ историјата на црквата, кога сакала да се одели од евреите, да ги изфрли од заедништвото. И интересно дека меѓу другото се појавувало и коментарот, абе тие го распнале нашиот Господ. Чекај малце. Исус е од евреите. Како тоа са ние го својатаме дека тој е наш, а не е нивен. Ели? Ало. Треба да научиме да живееме како едно тело, затоа што ги имаме истите ветувања, го имаме истиот Бог. Го имаме истиот Бог. Значи, кога зборуваме за евреите и народите и така натаму, значи не зборуваме за политички ентитети, значи зборуваме за народи, да бидеме најасни. Не зборуваме за држави и така натаму. Значи тој воспоставува мир меѓу Божјиот народ евреите и меѓу Божјиот народ незнабожците. Ние сме од незнабожците. И другите народи на овој свет се од незнабожците. Интересно е дека она што Бог го вети во писмото, нели, кога уште почнува целата работа со мисијата, црквата оди до крајот на светот. И во глобала црквата е насекаде, народот Божи е насекаде, следбениците Христови се насекаде, но има се уште од одредени групи, ги нарекуваат недосегнати етнички групи, каде што уште има потреба да им се објавува
кој е Исус, затоа што или живеат на изолирани места по некои прашуми, пустини и така надаму, да не се баш онака по патиштата дека успат ќе ги видиме, него буквално треба со цел да се оди кај нив. Но како и да е, Божјото дело продолжува. Тој е нашиот мир. Затоа што тој е Бог на мирот. Ама како го направи тоа? Преку крстот. Павле тоа многу јасно го кажува тука. Значи, Бог преку крстот го уништи непријателството во себе си. И тоа е многу јак момент што Павле го кажува тука и како што кажав, тоа е нешто што стварно е Божје чудо и Божја работа. Ние никој пат немаше така нешто да ни текне да може да го направиме и да го замислиме. И тој вика прави мир и меѓу далечните и меѓу блиските. Сака веќе го прочитаме Исаја 57, сега ќе прочитаме Исаја 52:7 зборува, например, ствари ќе го парафразирам, зборува за нозете на оној кој благовести мир. Мир меѓу Бог и човекот, секако. Неговата смрт на крстот го исполнува сето тоа и ние сме едно тело, а тој е главата на телото. Тоа е убавината што ние го имаме. Она што, например, Исаја кажува таму и блиски и далечни, нормално кога они зборуваат во тогашното време, тој зборува за евреите кои се тука и оние кои се во диаспората. Ама убавината на Божјиот збор е дека има повеќе кратно исполнување. Значи, оно што го читаме во Стариот Завет, значи го гледаме дека се исполнува и денеска. И така, тие што се близку од евреите, што ги имаат ветувањата, и ние што сме од далечните, повторно ги имаме истите ветувања во Христос. И вика дека го имаме тој пристап до таткото преку духот. Тоа ни го обезбеди Исус. Значи, еве, тука имате, да кажеме, таа тринитарна формула, која не е, во Библијата нема онака дефиниција, а Бог е Таткото, Синот и Светиот Дух, ама како што читате текстовите, објавено ни е дека Бог е Свето Тројство, или Света Тројца, и дека постои тој момент дека имаме Татко, дека имаме Син, дека имаме Свети Дух, а повторно еден Бог. Значи, Бог е, а не Бог се. Бог е Таткото, Синот и Светиот Дух. Еден. Тоа е оној еден момент каде што јас зборувајќи со еден човек кој е евреј и така нешто зборувам, викам да, и како што ни кажа Таткото, Синот и Светиот Дух, вика, сега ме изгуби, вика. Затоа што има тој момент, а интересно е, затоа што имате нели стихови и текстови во Стариот Завет, каде што се спомнува мноштво на божества и така натаму, така по дефиниција би требало да бидат свесни за некои работи, ама сега да не навлегуваме во тоа. Конечно, во Евангелието според Јован 4 глава, Исус, нели, таму кога имаше збор со самаријанката и кога разговараше со нејзе, па кај ќе бидат, кај ќе го ставиме Бог на ова планина, на она планина и така натаму. Што вика Исус? Доаѓа време кога вистинските поклоници ќе го стават Бог во духот и во вистина. Се замислете ние дека треба да одиме на она планина и на ова планина, а дадено е да може да го ставиме тука, на ова место, како што го слави некоја друга локална црква на друго место и така натаму, затоа што го ставим во дух и во вистина. Ама тој е вистината. Исус вика, јас сум патот, вистината и животот. Значи, тој е вистина. Не вистина е вистина и такви дефиниции, што има љубов и така натаму. Не, Исус е љубов. Значи, љубов повторно има, условно кажемо, своји правила. Вистина има своји правила. Значи, не може се да биде вистина, не може се да биде љубов. Значи, тоа се тие работи кои светот, значи злиот сака да ги испреврти, ама нам ни е дадено за тоа. И затоа вика тука дека ние го имаме тоа заедништво со Таткото во духот преку Исус. И тука ја нагласува Павле таа идеја. Значи, ние сме сожители. Значи, нема веќе привилегирани.
Ема веќе луѓе кои имаат ама ние сме народ Божи, а вие сте онака од страна некако ај ќе ви погледаме низ прсти. Павле вика нема таква работа. Заедно сме исто сожители со она кој е Бог, членови на семејството. Изборува дека се е направено нели преку Христос кој е аголниот камен. Значи, не посета работа, абе Исус и многу луѓе денеска, а може би и низ историјата, сакале да направат, абе Исус и не посета таква работа. Аголниот камен и Исус. Кој е тој и она што тој го направи за нас. Надградено прз апостолите, нели, со потоа апостолите и пророците, ова го секако земаме во контекст на писмото на Ефесијаните, каде што ќе спомнува и од 3 и 4 глава. Значи апостоли дефинитивно се мисли на оние кои беа со Исус, пратени да го проповедат евангелието, а пророците луѓе кои имале дар на пророштво. Ние секако може да кажеме, абе знаеш, пророци може би вклучува и старозаветните. Може, ама тогаш да се сетиме што беше и пораката на старозаветните пророци. Затоа што пророците во Стариот Завет кажува луѓе, вратете му се на Бог, инаку лоше ви се пише. Така да пророците во Стариот Завет не кажува ништо спротивно на она што беа и пророците и во Новиот Завет. И ја повторно користи сликата на градба. Значи почнува од градба, нели? Ние сме Божјата творевина, градба која прераснува во храм. Интересно е дека ја користи повторно старозаветната слика на Божјиот храм. Ама не е тоа само тука. Како завршува нели Библијата со книгата Откровение? И таму се спомнува Божјиот храм, на пример 11 глава. Значи Исус е тој храм. Ми се допаѓа многу една сцена, ако го следите The Chosen, нели избраниот. Мислам дека е тоа сега во 5-та сезона и таму се го осудуваат, нели, му кажуваат на Исус што, како и така натаму и во еден момент еден свещеник му вика, абе Исус, ако ти продолжиш вака, вика според законот, вика ќе треба да те според левитскиот закон, вика ќе треба да те осудиме, да те убиеме. Исус му вика, абе јас сум левитскиот закон, па јас го напишав, како нелогичност. Ама пазете да ви биде јасно, и ти и јас да беме таму ќе го направиме истото. Немој да мислите дека мене ќе ми беше јасно дека Исус е Бог. Не. Едно од работите што е многу јасно, тоа е дека за евреите доаѓањето на Месијата значи дека небото ќе се преврте, земјата ќе се растресе, планините ќе паѓаат, значи она идеја бе Исус дојде, ние не знаеме. Не постои таква идеја, второто Христово доаѓање. И затоа кога Исус вика јас сум Месијата, нели? Се ти гледа, чекај, како си ти Месијата, а ден како секој друг? И тоа е еден момент што им беше проблематичен на евреите. Како да го разберат тоа? Како ти Месија, а јас станувам од сабајле, нели таму друго пија, таму ајде, пиеме кафе и така натаму, вода и така натаму, ништо не се случува. Кого лажеш? Ние читаме како е кога доаѓа Месијата. А ми имаме еден проблем, што тие не можеле тогаш да го прифатат, а тоа е дека писмото се исполнува во повеќе настанени случаи и така натаму. А тоа е дека Исус дојде, ама конечното доаѓање се уште не се случило. Истите текстови важат и денеска, и ние кога ги читаме во Стариот Завет, се уште не се исполнети, затоа што Исус не дојде по вториот пат. Затоа што ние се уште стануваме од сабајле, никој не размислува дека ќе станам, ќе се растресе Скопје, освен ако не може да оној земјотрес, нели што беше пред колку, на 63-та. Тоа е друга работа, ама зборуваме дека целата земја ќе се растресе, целото небо, значи се она што гледаме, вселената како што разбираме, се тоа ќе биде зошто? Затоа што ќе има ново небо и нова земја. Кога Исус ќе дојде вториот пат или второто Христово доаѓање. Затоа да го разбереме тој момент. Ама идејата е дека повторно ќе се навратиме на текстот од Исаја, затоа што Исаја многу зборува за тоа. Нели кога има и она што го кажува тука Павле за двата народа, и од евреите и од паганите се едно.
и синовите на тугинците, што се присоединиле кон Господ, за да му служат и да го сакат името на Господ, да бидат слуги негови. Сите кои го пазат шабатот, намерно го стави јас во преводот, но не саботата, не отсликува оно што е идејата, да не го осквернат и чврсто се придржуваат за заветот мој. Јас ќе ги одведам на мојата света гора и ќе ги зарадувам во мојот дом за молитва. Се палениците нивни и жртвите нивни ќе бидат благопријатни врз мојот жртвеник, зашто мојот дом ќе се нарече молитвен дом за сите народи. Значи зборуваме секако за она крајните моменти или последните времења есхатолошката слика и така натаму. И сето тоа се случува во кого, нели, во Господа, вика во стихот 27, во кого и вие, изградувајќи се станувате живеалиште на Бога во духот. Значи веќе нема физички овде храм, таму храм и така натаму, туку се во духовно смисла, односно каде да се наоѓаме, вистинските поклоници се во духот и во вистина. И она што е интересен момент, а тоа е дека ние денеска можеби се чувствуваме блиски. Сега во нашиот контекст, можеби знаме дека има далечни. Ама на сите им е дадено да дојдат во Христос. На сите не е дадено да дојдеме и да го следиме во Христос. И затоа, тоа е една работа која Павле многу ја нагласува. И како што им објаснуваше тогаш на евреите и од незнаборците, луѓе, ние сме едно тело во Христос, заради тоа што тој го направи, не затоа што ние имаме паметна идеја дека ќе станеме едно сабај, ќе се договориме и сега ние ќе бидеме заедно едно. Така и денеска, секако низ вековите, па и денеска, треба да внимаваме. Кога има луѓе ќе се запознаваме и со други традиции, и од други групи со имиња и така натаму, ние сме едно тело. И да се охрабруваме во Христос, а не да се расправаме во која група си, во која традиција си, што правиш ова, не правиш она. Тоа е убавината, она што ни е дадена и наследството што го имаме и благословот од Светото писмо, конкретно во овој текст, за она кој сме ние во Христос. Да ги наведеме нашите глави. Татко наш небесен, јас ти благодарам затоа што ти ни даде таа привилегија да можеме да бидеме твои чеда. Ти благодарам за привилегијата што ја имаме во тебе. Ти благодарам, Исусе, затоа што беше послушен до смрт, за нам да ни ја дадеш таа привилегија да бидеме твои следбеници. Ти благодарам, душе, затоа што ти си тука и работиш во нашите срца, затоа што ние сме следбеници на Исус во духот и работи и продолжи да работиш во нас, затоа што ние сакаме да те видиме како действуваш. Додека ни е дадено и за вечноста. Амин.